Добро вечер и добре ни дојдовте во уште едно издание на За или Против. Мислам дека со мене последен пат се гледате оваа година во овој формат. Најпрво и пред да почнеме со дискусијата вечерва, честитки за оние верници кои го слават или го празнуваат католички Божик, мир и спокој. Ви посакувам не само на денешниот ден, туку и секогаш сите денови во иднина, особено кога правиме чистка ментална за тоа што оставаме зад себе во старата, а што сакаме да си мислиме и да си живееме во новата година. И иако сме веќе сите некако пред опуштање или некој му се слави, некој едноставно сака да се одмори, неопходно е или на некој начин општествено одговорно е за нас како медиум да продискутираме за она што е одбележано политички план пред и се, бидејќи ова е политички магазин, нашата држава оваа година, а што треба да очекуваме или можеме да очекуваме реално следната 2026, секако дека вечерва ќе посветиме внимание и на дневната политика, она што се наслови во информативните изданија, а со кого би било тоа најдобро ако не со политички аналитичар, вечер во универзитетскиот професор Владимир Божиновски. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Професоре, ајде некако прети се за пратеничките прашања. Не сме изненадени, барем јас не сум за темите на денешните пратенички прашања. Јасно е дека струјата, цените ќе го имаат приматот. Исто така е јасно дека на база на тоа што остана од минатата власт, тешко може да се очекуваше ова, па и следната, можеби следните 2 години, не знам какви феноменални скокови во подобрување генерално на животниот стандард. Еве, како ви се чини ова приказна на вас од аспект на нормалните реакции на граѓаните на тема покачување на цената на струјата и слично? Па добро, проблемот со струјата не е само тука. Цела Европа има проблем со струја заради зголемените цени на енергенсите поради конфликтот помеѓу Русија и Украина, иако на светскиот пазар цената на нафтата е доста падната. Ако збориме за фосилните горива. И мислам дека тоа го говорија и се разбира во изминатиот период и многу луѓе кои што се од таа бранша, од енергетиката, дека генерално она кон што треба да стреми Македонија е енергетска независност, колку што можеме, како што можеме, да се развиваат тие капацитети, дистрибутивната мрежа и се она што е неопходно, да имаме некоја попристојна цена на струјата и се разбира дека не заврши оваа војна која трае веќе при крајот 4-та година, да на некој начин го бајпасираме оној проблем кој што се појави на целиот европски континент. Споредано со останатите држави и со цените кај останатите држави, сега за сега дури можам да кажам и дека не сме толку лоши во однос на потрошачка. Сега друг проблем е што стандардот на живење тука се разбира понизок од колку што е во западна или во централна Европа. Така да мислам дека граѓаните ќе бидат задоволни доколку видат дека има планови, се отвараат нови капацитети, имаме поголемо производство на енергија, што е битно не само за домаќинствата, туку и за индустријата, затоа што не може ние да развиваме нешто и да имаме некаква индустрија или индустријски развој ако немаме релативно прифатлива цена на енергесите, али? Да, ово што го зборувате на тема развој, отворање на нови капацитети, така натаму тоа го гледаме и се надавам дека тоа и ќе се разработи и ќе ни донесе видливо подобрување на животниот стандард. Ќе видиме тоа, да. Тоа ќе покажат економските индикатори и се разбира и самите граѓани треба да го почувствуваат тоа, затоа што тоа така е. И домашните и странските инвестиции де факто зависат од вербата на самите компании во владењето на правото во конкретна држава, на конкретна територија. И нормално таа тема е неизбежна и вечерва да ја дискутираме. Имено пораката денеска од претседателот на владата е дека новиот државен обвинител треба да ја врати до вербата, бидејќи народот е жеден за правда. Верувате ли вистински дека ќе се појави структура на државен јавен обвинител, структура
Би рекла еве лепеза од луѓе кои би конкурирале или кои би можеле, во кои гледате да речеме таква една личност која навистина ќе излезе надвор од клиентелизмот, надвор од не знам какви досега профили на обвинители кои биле далеку од независни и далеку од луѓе со интегритет, кои ќе ја вратат довербата во правото и правдата. Не е само до обвинителство, тука е целиот судски систем, значи оние проблеми кој што се влече, би рекол, со децени, каде што имаме дел некои структури, значи не може да говориме за цело судство, се разбира, некои структури од судството кои што ја бајпасираат својата неспособност, па можеби одредена корумпираност, нели има многу чудни случаи кои што се, би рекол, неразбирливи и за многу правници. Тоа го бајпасираат со услужливост кон која било, нели, власти се обидуваат преку тоа на некој начин да останат заштитени за тие скандали кои што се случуваат во самиот судски систем, и така имаме некој магевсан круг, каде што буквално целиот систем се распаѓа заради тој, би рекол, мал дел на членови во судската власт кои што сметаат дека можат да добијат некаква материјална или друга корист. А битката тука, кога веќе зборуваме за правосудниот систем, мислам се сведуваат фронтовите на тоа дали реално платите треба да им бидат покачени, зашто претседателот на владата и реагира. Во принцип, дали тоа ќе стимулира таа независност вистински? Мислам дека не се во прашање тука парите за плата, мислам дека тука е во прашање одговорноста. Затоа што ако секој од нас е одговорен пред некој, треба и они да бидат одговорни, така? Не може да нема одговорност. Затоа што точно е дека се меша многу поимот независност со одговорност. Че да, треба да бидат, судската власт треба да биде независна, но судската власт исто така како и секоја останата треба да има одговорност за тоа што го прави. Ние гледаме случаи каде што имаме јасна корупција, а каде што највисоката казна е, не знам, некаква си условна, некаква си опомена. Се додека постои неказнивост, се до тогаш ќе имаме такво однесување. Доколку сватат оние кои што сакаат на некој начин да излезат надвор од рамките на нивните овластувања, дека за тоа може да одговарат, тогаш ќе се спречи. Не се тука во прашање ниту плати, ниту услови, ниту нешто, едноставно. Има многу работи кои што не знам, се уште не знам дали, например, се снимаат сите рочишта како што требаше да се снимаат во судниците. Нели не имаше проблем, немало камери, што е проблемот за тоа? Има некои работи каде што намерно одредени реформи, би рекол дури и многу едноставни реформи се кочат, се со цел да има што е помала транспарентност и што помала одговорност. И колку што може да бидат надвор од очите на јавноста, што е, се разбира, невозможно заради тие одлуки кои што се значени, нели, за целото општество. До толку се луѓето на некој начин разочарани од тој судски систем, што буквално изминативе 2 години за прв пат во историјата на независна Македонија број еден проблем, убедливо пред секој друг, е борба со корупција и криминал. Број еден. Значи, економијата која што секогаш се разбира, нели, била економија, невработеност, инвестиции и така натаму, која што била секогаш примарен проблем или примарен фокус на граѓаните, сега е на второ место. Че сега е борба со корупција и криминал. И некој треба да одговара за тоа што се случува. Тоа е прва работа. И друга работа, луѓето очекуваат дека оние кои што ги злоупотребиле своите политички функции, треба за тоа да одговараат. Апсолутно не постои, верувам, гледач вечерва кој што со две раце не би се сложил за ова што го зборувате. Не, тоа се очекувањата, од луѓето. Имено. Па баш заради тоа, но во исто време очекуваат и да видат ригорозна, радикална санкција. Гледаме процеси, гледаме постапки кои ги почнува, се разбира, МВР, па потоа продолжува во онаква форма во каква што продолжува обвинителството, финансова полиција почнува и така натаму се открива
откриваат скандали, не е дека не, но повторно тоа некако не е доволно Треба радикално завршница. за да... Треба завршница. Или треба покрупна ѕверка да бидам уште по-народски. Треба завршница да видиме разбирливо. кој е одговорен за тоа. Мене, например, лично ме интересира што се случи со оној процесот со 200 пасоши кои што беа издадени на најголемите светски криминалци и мафијаши. Имено. Професоре, не само тоа, него делото за кое се терети сега Оливер Спасовски е најмалку смешно споредба со тоа што медиумите скандали открива изминатите години. Еве, 200 пасоши на суверена држава, оригинали, вие да дајете на најголемите светски криминалци. И тоа после да се сведе на одговорност на некој си шалтерски службеник, ова мислам и на дете во основно оделение да му го кажете, па нема да ви повери. Нека се проверат, нека се отворат сите тие случаи. Нека се проверат да видиме каде е одговорноста, зошто е одговорноста, која е користа за тоа да се направи и кој се вмешан. Кога е трна на Романи на Хрватска напред? Кога решија неколку капитални политички случаи каде што дел од оние кои што биле криминални структури во политиката завршија во затвор. Тогаш им тргна. Значи, тоа е значајно и за граѓаните, тоа е значајно и за странските инвеститори, тоа е значајно и за имиџот на државата и тоа се разбира значајно тие работи да не се повторуваат, затоа што кога некој ќе види дека се сноси одговорност за криминално работење, тогаш на тој другиот нема да му текне да го повтори истото. Затоа рекам, не се тука платите проблем. Сега, професоре, во таа една ваква рамка каква што е, се гледа одговорноста неголема во правосудниот систем кој би требало да ги процесуира од најситни до најкрупни ѕверки, народски кажано. Но јавноста и народот кога гласа на избори санкционира или дава победа на онаа власт во која верува дека ова би можело да го промени. Така е. И сега го имате председателот на владата кој се наоѓа како во меч со двеоштрици или во сендвич, како и да е. Од една страна сугерира на промените кои мора да се направат, но од друга пак страна трпи критики. Што од дома, што од надвор, од меѓународната заедница, за тоа дека се меша како извршна власт во судската. Каде е солуцијата? Вие, граѓаните, кога гласаат на избори, а особено кога гласаат за промени, сакаат да се унапредат тие сегменти кои што за нив се најзначајни. Во изминатиот период, најзначајна е борба со криминал и корупција. Како успеа хрватски романија тоа да го решат? Што е проблемот? Како успеа хрватски романија? Така нека го реши Македонија, значи ние не мора да измислуваме топла вода, да видиме како таму се реши. Да видиме како таму најдоа некорумпирани судии, некорумпирани обвинители кои што го испроцесираат тие случаи. Нека се реши тоа тако, значи, пак ја кажам, не мора ние да измислуваме топла вода. Има многу примери каде што е решена таа висока корупција и потоа на сите тие држави им тргнало напред. Па цела источна и централна Европа беше покорумпирана од Македонија после распадот на тој така наречен источен блок. Повеќето од нив успеа да се излечат. Пазете, нема држава каде што може да се каже дека има нула корупција. Ни Данска, ни Норвешка, ни Исланд, ни која сакате од тие нели скандинавски држави кои што се посочуваат како пример. Но корупцијата е толку високо што практично народот не ја забележува. Кај нас ние дојдовме до ниво пред 2 или 3 години да буквално за вадење на документи имаше луѓе што стојат што бараа по не знам 500.000 денари за да идат да ти поднесат да не чекаш да побрзо се Тоа заврши. е елементарно ниво. Директен судир. И тука треба да се работи на повеќе нивоа, каде што најзначајно е нели да се процесуираат тие случаи преку обвинители и судии кои што се некорумпирани, кои што се независни, преку квалитетни значи иследници во самата полиција, значи тоа е едниот сегмент, а вториот сегмент како што да речеме тоа е едно поелегантно решение за исчезнување на таа примарна корупција, тоа е дигитализација.
Естонија го реши тоа уште многу одамна и тие се мала држава кој што релативно полесно може да се справи со тоа. Има еден куп други примери. Значи вие со дигитализацијата едноставно го избегнувате физичкиот контакт како можност за корупција. Го избегнувате контактот со некој вработен службеник што и да е од некоја државна институција, едноставно комуницирате со компјутер. Да, така е. На тој начин всушност се брише таа елементарна основна корупција. А најголем дел од граѓаните имаат со тоа проблем. Со оние директни контакти, примарни контакти со државните институции. Ако се унапреди, значи почнато е дигитализацијата, мислам дека треба малку повеќе внимание да се посвети на тоа и повеќе средства да се обезбедат за министерството и повеќе луѓе доколку е возможно се разбира да се ангажираат за малку побрзо да иде тој целиот процес, но доколку паралелно се иде од една страна со дигитализација, од друга страна со процесуирање на тие значајни случаи каде што ќе се покаже дека може да има и да сноси нека одговорност за своите противправни действија кои што се направени како нели функционери и така натаму, тогаш веќе можеме да говориме за не е тоа задоволство, туку за исполнување на оние ветувања кои што ги очекуваат граѓаните. При да преминеме на онак во која насока се движи опозицијата, како иако е многу веќе клише флоскулава коректив на власта, меѓутоа де факто е тоа. Уште едно-две прашања на тема актуелната власт. Дали вие како политички аналитичар, човек која следи пред внатрешно-политичката клима во државата, прво изминатава година и претходно нешто ситно, колку што е оваа власт на власт, ги гледате промените во оваа насока во која што зборуваме вечерва? Да бидам уште појасна, дали ви изгледа дека конечно имаме мандатар, односно имаме извршна власт која што сака држава, а не брка само мандат. Не бркаше само мандат, туку вистински сака македонска држава на место. Проблемот со претходната во 2020 година по изборите, проблемот со таа власт, иако и претходно од 2017 го имавме сличниот случај, беше дека они се бореа за власт само заради власт. Значи, немаше некаква идеја нешто да се направи. Цело време се одеше со онаа мантра еу, све ќе направиме еу, нели, и име, и француски прилози, едно и друго, и трето, така натаму. А тоа беше всушност некаква маска зад која што се крија сериозни коруптивни скандали за кои што сите и за кои што граѓаните очекуваат да бидат процесуирани, се разбира. Значи власт се бори за власт само ради власта како таква, без некаква идеја за трансформација на општеството. Веќе ти се бориш за власт затоа што треба да покажеш дека знаеш како да го напредиш едноставно, да ја напредиш благосостојбата на граѓаните. Како да ја водиш државата, а не да бидеш власт само заради власт или власт само заради тие функции кои што ги овозможува власта. И затоа и СДСМ е сега на тоа дереđе на кое што е. Значи, не е за ова што му се случува на СДСМ, не знам, не е последица од изминатава година дена додека се опозиција или година и пол. Апсолутно јасно. Него тоа е последица на од 2017 до 2024, особено од 2020 до 2024. Особено. Последиците се сега ситуацијата во која што се наоѓа СДСМ. За да не се повтори тоа со сегашнава власт, мислам дека се доволно паметни да го избегнат тоа, едноставно треба да се ги постават приоритетите, ова се приоритетите. Значи, ова се приоритетите. Сега, има заложби, има идеи. Да видиме дали ќе се имплементираат. Од прилика на половина мандат може да се види дали некоја влада е успешна или не. Да, при многу е рано, факт е тоа. Половина мандат, од прилика, значи до следниот јуни-јули. Треба да видиме, тогаш ќе идеме дали тоа не говорам дека нешто треба да се, нели, да се расчисти со целосно со корупцијата и со нефункционирањето на правосудниот систем, туку да видиме некаква реформа која што ќе оди кон таа цел. Никој не очекува дека за 5 месеци или година вие може да решите нешто што се
напластувало изминатите 35 години. И тогаш може, значи, тогаш мислам дека ќе може да повлечеме една црта и да видиме каде власта била успешна, каде била неуспешна, што треба да се смени, што е добро и треба да остане. Затоа што немате ништо што е 100% добро, нити па нешто што е 100% лошо. Едноставно треба да се видат кои се силните, кои се слабите страни, каде успеале да надфрлат, каде потврлиле. И се разбира, тоа претпоставам ќе зависи како ќе функционира понатаму владата, во кој состав, дали ќе имаме промена, дали ќе имаме реконструкција. Тоа е све здраво за една демократија и за една држава. Едноставно го наградуваш оној кој што си ја сработил работата, му се заблагодаруваш на некој што едноставно не се snашал, не успел. Па или го нели прифрлаш во друг ресор каде што можеби подобро би се снашол, така натаму сето во интерес на... Значи тогаш ние ќе можеме да видиме. Има идеја, има некаква визија, да кажеме, дали ќе се исполни. Мислам дека отприлика половина од мандат ќе можеме така малку Лично сум песимист за ова што го зборувате, бидејќи да говориме за кога ние како држава имаме корупција, па дури и кај државниот правобранител каде што треба да да се ловат и се детектираат, тогаш зашто зборуваме, мислам дека затоа ви велам дека еден цел мандат рано само да детектираат каде се има проблеми. Пола мандат може да се види во кој правец се движиме. Дали е тој правец добар, дали некаде имаме добар чекор, дали некаде имаме послабо, дали некаде се уназадуваме, дали каде напредуваме, каде стоиме во место, каде се уназадуваме. Тогаш ќе може да се направи една ретроспектива и тогаш и генерално ќе може да се даде некаква оцена. И за власта е тоа значено затоа што они мора, доколку сакаат нели нов мандат, мора да одржуваат ова доверба која што граѓаните на 2 пати им ја дадоа и на 3 пати всушност. 2021 на локалните, 2024 на парламентарните и сега повторно на локалните избори. Тоа е многу сериозна доверба, но и многу сериозна одговорност. И затоа ви велам, отприлика на пола мандат ќе видиме како се движат, тогаш ќе треба да има и отчет, не само од премиерот, тука едноставно од сите сектори, и не само од министрите, тука едноставно сите оние државни институции кои што се каде што имаме именувани функционери и се разбира од нивниот перформанс, претпоставам ќе зависи. Ние имаме еден мал не е тоа мал, тоа е голем проблем, каде што едноставно ако се смени некој, со тоа демек покажува владата слабост. Напротив, ако промениш некој, тоа значи дека ти си успел да детектираш каде се проблемите, односно каде имаме потврлање во функционирањето, ставаш нов човек со цел тоа да се надмени. Напротив, значи тоа е така функционира зашто Запад. така мислат, можеби заради тоа што таквите промени под насловот реконструкција во минатото биле договори, никакви дилови меѓу македонскиот доминантен и албанскиот помалку доминантен партнер во власта? Види, мене не ми е навистина битно кој ресор, каде работи, дали е тој од една или од втора или од седма партија. Као граѓани мене тоа не ме интересира. Мене ме интересира да е квалитетна личност и да се ја врши работата како што треба. Буквално за сите ресори. Без дискриминација. Гледате некој ресор каде што вака оддалеку од авион се гледа дека му треба промена на во однос на раководната структура? Ќе навлеземе така во шпекулации. Мислам дека имаат уште неколку месеци, потоа ќе можеме убаво да анализираме ресор по ресор што е добро, што не е добро. Си има и луѓе кои што ги пратат, нели, специјализирано кои што ги пратат ресорите, дали станува збор, не знам, за надворешни работи, за внатрешни работи, дали енергетика, социјала, образование и така натаму. И ќе можеме да добиеме една слика за секој од тие ресори. Како работи, не знам, царина, како работи УЈП, како работат другите овие институции и агенции кои што се подкапа на државата, и тоа се разбира самата реакција на власта после во однос на тоа исто ќе ни даде еден сигнал дали владата навистина е подготвена да го исполни тоа што го вети или не. Значи тоа ќе идеме преку перформансите, но тоа ќе го видиме и преку одредени промени во самите тие ресори, пак ќе кажам, значи не збориме само за министерства, него едноставно николку имаме 2-3 именувани функционери, можеби повеќе. Сите
не постои држава кај што секој е 100% функционален, како што не постои држава кај што па имаме 100% нефункционалност. Едноставно треба тоа да се направи и од она што го најави премиерот, мислам дека тоа ќе се случи и тоа според мене ќе биде еден многу позитивен сигнал, излегување од онаа матрица изминатите 30 години дека не треба никој да се менја, сите се многу добри, ако го смениш, не дај Боже, некој не знам, тоа покажува слабост. Не е точно. Професоре, она што мене ми се допаѓа како новинар и како граѓанин од друга страна е што темата евроинтегративен пат на Македонија се сваќа малку покоренито, малку посуштински. Зборувам општествено како граѓани, како ја доживуваме, не е веќе дека е мантрата ЕУ, па немаме почеток, па зошто немаме, па ајде променен уставот, не се прави таков притисок. Напротив, мислам дека и граѓаните веќе им е јасно како игра Брисел, кои се аршините со кои све беше, одлучува? Тоа знаеш зашто е така? Затоа што минатата власт со Зоран Заев на чело, нели, и потоа со неговиот наследник, да кажеме, човекот што го постави како негова замена, се сведуваше, значи они сите, како викаат она, сите јајца ги ставија во една кошница. А никогаш не се ставаат сите јајца во една кошница. Че они цело време одеа на таа варијанта, уште, пази, може да најдеме стари снимки. Овде сме говорели на многу други места, јас сум говорил дека оваа власт, тогашната власт, мисли дека со едно пенкало може све да реши, нели? Со прифаќање на све што ќе се и така ќе се реши и они не мора друго да работат. А всушност само собствените бизнеси си ги... Значи, работата е тогаш прашањето ЗЕУ се издигна на пиедестал некој на приоритети, ја не велам дека не е приоритетно, но едноставно ништо друго не беше битно и на ниеден ние имавме ситуација каде што не знам го прашува во тоа време Заев што се случува на овој план, на оној, они сега сме фокусирани на ЕУ. Не знам, на преговорите ли беа на не знам. Тоа беше чекај колку луѓе има. Justification или оправдување за се нешто. Ама не, имате 2, 3, 5.000 избрани функционери, сите се у тој смен, па напротив, ако беа, да е Боже да беа сите, ќе имавме многу подобар договор него ова што го имав. Барем теоретски. Договори, тоест. Ке беше тогаш немаше друго освен ЕУ. Едноставно, тоа беше ЕУ и тоа не ЕУ од аспект на реформи потребни за ЕУ, туку обиди, нели, да се реши проблемот со Грција преку тотална капитулација, да се реши проблемот со Бугарија преку тотална капитулација и тоа беше целата идеја всушност на функционирање, на постоење на таа влада на Зоран Заев и на Димитар Ковачевски. И затоа всушност тогаш прашањето на ЕУ беше толку издигнато до ниво каде што буквално не ни сакаа да зборат за други прашања. Ако направите ретроспектива изминативе 7 години на владење на Заев и на СДСМ, освен ЕУ вие немате друго прашање за кое што они се заангажирале или кое што некоја идеја или визија да променат. ЕУ ковидот додека беше, иако тоа беше доста, значи целата таа епизода со ковидот заврши доста неславно за нив, видовме какви проблеми све се случува, да не се навраќаме назад. И затоа беше тоа ставено не дека е најзначајно, него едноставно немаше друго прашање. ЕУ е исклучително значајно прашање. ЕУ не може, значи европската интеграција на Македонија не може да се стави под тепик, не може да се забори, че ЕУ секогаш ќе биде исклучително значајно прашање. Но тоа не значи дека све друго треба да стои додека ние не најдеме нели некаков, ако успееме, оптимисти сме се надевам, договор со бугарите, кај што бугарите ќе покажат дека навистина и они се за добро соседство. Тогаш никој од нас нема проблем да се додадат бугари во устав заедно со, не знам, хрвати и евреи и така натаму. Ние го немаме тој проблем. Ние го имаме проблемот дека и да се направи тоа, на следниот ќош ќе се соочиме со некакви други барања. Значи ни треба еден гест за добра волја. Проблемот сега во моментов е тоа што во Бугарија политичката ситуација е исклучително нестабилна, видовме им падна и владата, што ќе се случува, како ќе се случува. Во моментов нема партнер со кој што ќе може да се разговара и затоа се оние мантри од страна на ЕУ, као
све е на вас, направете го тоа, да почне преговори, едноставно нема што да А кажа. во суштина реалноста е дека и Нема на што да кажете. Брисел, односно на ЕУ, му се многу неопходни реформирања, што во смисла на Тоа е- поставеност на рамката на Европската Унија, а и ред други внатре меѓу членките, така што... Не, тоа се веќе други прашања. Најмалку важни сме им, тоа ми беше поентата на муабетот, што е логично, мислам, тоа е апсолутно логично. Не, бе, логично. Не е логично. Логично е само дека ние видовме дека одредени европски дипломати си направија кариери на македонското прашање условно, а дека Македонија не виде некаква корист од тоа. Ја уште 2017-18 го говорев истото. Јас, значи, не може ти да правиш договор со Грција без при тоа да имаш некаква одстапница доколку не се имплементира тоа што се ветуваш. А не беше ветувањето само НАТО. Беше ветувањето евроатлантски интеграции. Така е. Текна на оние рекламите, И на бесплатно фестивалите. здравство и такви некои работи. Значи, и тогаш беше јасно дека за НАТО нема да има проблем, тука е Америка. Америка е стратешки партнер на Македонија. Да, но ние и без да го промениме до името, сега- ќе влезавме во НАТО. Види, има многу, ама сега видете, па сега Заев го исполни тоа зашто, нели? Јасно е целата... И тогаш проблемот беше, да, Америка може да ни гарантира за НАТО, но што правиме со ЕУ? Во меѓувреме и Британија како наш најголем поддржувач од овие мокни членки, големи членки на ЕУ, заедно со Германија и со Франција и до некаде Италија, излезе, нели, се случи Брекситот, и ние видовме дека Германија до некаде не поддржа, но таа поддршка е повеќе про форма отколку друго, затоа што поддршката на Германија се иде во случајот со Хрватска. Тогаш се иде каква е поддршката на Германија, кога сака да поддржи. Франција некако воопшто не заинтересирано делуваше и кога немате вие од тие две клучни, би рекол, две земји членки, се сведа на тоа да се остави Бугарија да прави што сака, и затоа ни се случува оние работи кои што не се случува. И поради тоа што ние имаме премногу, би рекол, лоши искуства со тие ветувања од страна на Европа, и затоа сега всушност се бара некаков гест на добра волја од страна на Бугарија. Далеко од тоа дека кој било во Македонија против ЕУ, далеко од тоа дека кој било граѓанин, а не политичар, не смета дека нашата иднина е таму, но за да биде нашата иднина таму, ние треба да имаме некаква иднина. Затоа што, да не заборавиме, 99-та година им беше ветено на централно европските источноевропските држави кои станаат членки 2004 и 2007 дека ќе станат членки 2004 година. 99-та им беше ветено. Нека излезе некој од Европска унија, нека ни вети дека Македонија ќе стане членка 2030 година. Добро, овие работи се зборуваат почесто и да... Утре ќе го смениме уставот, нема проблем. Ја такво ветување не сум видел. Јас сум видел само, ама ние не можеме. Чекај, како можеш ЕУ да го вети тоа? И што се случи? Бугарија и Романија беа тотално неспремни, не можеа да влезат во 2004 година заради нивно добро, не заради друго. Значи не беа подготвени нивните стопанства за да влезат. Им се одложи со јасен датум дека 1 јануари, 2007 ќе влезат. И тоа се случи. Пак беа неспремни, но зашто сега? Сега се шпекулира, Црна Гора можеби ќе влезе, значи и Европа сваќа дека се изгуби приказната дури на Балканот, нели? И таа мека моќ, на друго место веќе не постои, него дури на Балканот се изгуби таа мека моќ и сега повторно се врати во игра, сега Црна Гора 13 години преговара. Кој е проблемот за Црна Гора да влезе во ЕУ? Значи, што треба Црна Гора да исполни? Држава од 500.000 луѓе. И сега као Албанија, и така натаму, а во исто време се бара, нели, тој мерит систем, исполнување на обврски и награда за тоа. И во исто време имам изјави као Украина треба да влезе, утре во ЕУ. Да, вие... Зашто? Сменете го уставот за и готово. Што направила Украина од тие реформи што се неопходни за влез во ЕУ? Ние 20 години ги правиме тие реформи, 24.
Не само ние, и Албанија, и Црна Гора, и Србија и така натаму. Едноставно се покаже дека тоа е веќе повеќе политичка одлука отколку медицинска. И тука се губа, значи, тој леверидж што го имаше Европската унија. Далеко од тоа дека ова значи дека ние треба да се откажеме. Ја слушаме некој, значи, треба да се откажеме од тоа. Не, ние немаме друга иднина. Ние сме во Европа, не сме на Карибите. Да бевме на Карибите, ќе зборевме за други унии. Не сме во Африка, не сме во Азија. Ние сме тука и нашата единствена иднина е ЕУ. Тоа е јасно, но за тоа треба да имаме и партнери, треба да се бориме за да покажеме наша, затоа што видите секогаш има повеќе вистини. Ние не треба да седиме на страна и да велиме види овие се неправедни овакво. Ние треба да покажеме дека имаме право за одредени работи, дека нешто што го очекуваме треба да биде исполнето и тоа да го образложиме зошто е така. Едноставно да се наметнеме, да влеземе во делото кредибилитет за наметнување и исполнување на домашните задачи. Во таа агенда, да. Она што зависи од нас ние да го направиме, она што не зависи од нас да се надеваме дека побрзо ќе може да се реши, а тоа е политичката ситуација во Бугарија. За жал Бугарија изминативе неколку години има многу кревка, би рекол, политичка власт. Има неколку изборни циклуси, сега не знам, нови избори, не може да се наметне некоја опција како доминантна, која што ќе стабилизира таа политичка власт. И се разбира тоа поради овој проблем кој што повторно беше наметнат од страна на Бугарија, од страна на Каракачанов во тоа време. Едноставно ни треба партнер за да можеме да се договориме. Да видиме тој гест на добра волја. Дали тоа ќе се случи за 3 месеци, за 6 или за година, едноставно тоа се работи кои што не зависат само од нас. Но она што зависи од нас, мислам дека треба да се исполни. Затоа на граѓаните не дека ЕУ не им е приоритет. Навистина сте оптимист дека под предпоставка да се конечно стабилизира некаква влада во Бугарија, дека ќе имаме партнер, реален партнер кој е расположен за отстапки некакви или за... Не се тоа отстапки, тоа е гест на добра волја. Нека биде и тоа. Искрено мислам дека повеќето и бугарски политички елити и повеќето бугарски граѓани сакаат Македонија да биде дел од Европската унија. Че ние сме многу блиски како народ. И дека ова што се случи изминативе 5 години не враќа децении на нас. Свесни се и они за тоа. И мислам дека повеќето сакаат тоа да се реши позитивно. Ако е тоа така, мислам дека можеме да најдеме решение. Се разбира, во меѓувреме ние не треба да го чекаме тоа, затоа што ние со претходната власт 7 години се чекаше ЕУ денес, ЕУ утре, само за тоа се збориш. Треба да се завршат и други работи, бидејќи мислам дека на сите им е јасно дека со самиот почеток на преговори, па дури со самиот влез во ЕУ, не значи дека државата наеднаш ќе се претвори во рај на земјата. Не, треба да се изработат многу други работи, во многу други сегменти. Она што граѓаните го очекуваат се реформи сериозни за борба со корупција и криминал, се разбира економски реформи, енергетски реформи со цел да имаат подобар, поквалитетен живот. Тоа не значи дека ЕУ не е приоритет. Напротив, ЕУ секогаш ќе биде приоритет. Но, во случајов, мислам дека по тоа прашање не сме ние само оние, иако некој се обидува да не убеди дека само од нас зависело, не сме само ние, не зависи само од нас, туку ни треба навистина еден партнер од другата страна, кој што ќе може на некој начин да ни го покаже тој гест на добра волја, за и ние да покажеме по тоа, да го направиме. Така е, следната тема после паузата за реклами ние СДСМ ни се СДСМ и ДУИ од аспект на нивна евентуална политичка факторизација во 2026 и каква, во колкава мера, се разбира многу кусо ке не нема, односно почекајте ги рекламите, се враќаме по неколку минути со оваа тема во завршницата од вечерашната За или против.
Добро дојдовте назад, уште 10 минути до крајот на вечерашното за или против. Јас и мојот соговорник вечер во универзитетскиот професор Владимир Божиновски дискутираме и констатираме дека веќе е време да ја заокружиме политичката анализа за оваа година, бидејќи и нормално и очекувано, а и си треба одмор од политички дебати, емисии, анализи и време за да се помине што повеќе часови, минути со најблиските, со пријателите и така натаму, но ајде како и да е, не држиме лекции за тоа како треба да се негуваат вистинските вредности, да си се задржиме професори уште 10 минути на она што е вечерма наша тема. Стигнавме до СДСМ и ДУИ како концепт на опозиција актуелна формално и во секаква смисла во моментот. Она што е интересно, најново е што СДСМ веќе некако покрај тоа што го допре дното, отиде со некакви чудесни реформи во раководството, поставување на кадри со низок кредибилитет и така натака. Најново е пресметка директна со новинари, медиуми, со критичари, поранешни партиски функционери, еден тотален хаос и буквално авион без пилот, ако може така некако да се опише. Ајде прво за СДСМ. Како да се шегуваат луѓето меѓу себе како ВМРО ДПМН да го плаќа Филипче да се однесува вака. Колку и да звучи сега ова несериозно. Мене секојаш, не мене, него едноставно јавноста секојаш повеќе ја интересира власта, затоа што власта е таа која што ги влече потезите, без разлика која власт да е. Така. А опозицијата едноставно треба да собере сили и да се наметне со цел да стане привлечна за гласачите. Доколку не го направи тоа, ќе си продолжи да си биде опозиција. Така да, она што се случува нели во СДСМ, ќе ги афектира само СДСМ, затоа што се во моментов опозиција. Проблемот беше кога СДСМ беше на власт, тогаш беа они во фокус, бидејќи она што се случуваше тогаш во СДСМ и не афектираше сите нас како држава, затоа што ја раководеа држава. Сега, едноставно, тоа што се случува во СДСМ зависи од СДСМ и сите последици, позитивни или негативни, ќе имаат влијание само на СДСМ. Дали ќе успеат они едноставно да наметнат една нова визија, преку која што ќе успеат да привлечат нови гласачи. А навистина ќе им треба многу, затоа што девастирачка беше претходната гарнитура, значи на СДСМ, пред се Зоран Заев и она како се водеше Македонија во тој период, па и Димитар Ковачевски, кој што беше директно назначен или од Заев како негов наследник. И навистина ќе им треба многу. Мислам дека до сега не се случило ниту една партија во изминатите 35 години до толку да изгуби довербата, како што тоа се случи со СДСМ и ова е последица нели на тоа нивно владење. Они за прво паднаа под 200.000 гласови, паднаа под 150.000 гласови, никогаш не се случило тоа во изминатите 35 години. Дори сега се постави прашањето дали СДСМ ќе успее да остане главна опозицијска партија. Бидејќи ако видиме ние колку гласови успее да освои СДСМ, тука е многу близко ДУИ, тука е Влен, Левица се приближува, така да дали можеме да говориме за примарна опозицијска партија или можеме да говориме за една од најголемите опозицијски партии, ќе покаже времето. Но тоа пак ќе кажам зависи од СДСМ и мислам дека нас фокусот треба да не биде власта. Опозицијата едноставно треба да се пронајде себе си и да се обиде да представи некоја нова визија за граѓаните, која што ќе биде на некој начин и аргументирана, иако навистина е сега многу тешко за кој било да има доверба во она што ќе излезе од штабот на Бихачка со оглед на претходните искуства со Зоран Заев. Ние бевме свесни дека она што го говореше Зоран Заев 2016, веќе 2017 година, не само што се испостави дека не е точно, туку сосем обратното го правеше од тоа што е малку тешко да се стекне повторно да се врати таа доверба. Така да прво СДСМ ќе треба да се избори да остане примарна политичка сила која што ќе ја предизвика власта, која ќе ја предизвика власта на следните избори, а потоа да иде кога ќе биде успешна во привлекување на нови гласачи. Затоа елам ова што се случува сега, видите, добро е што се случува нешто, затоа што пак ќе кажам, особено кога е
се прават одредени реформи во одредени, па без разлика дали се власт или опозиција, секогаш ќе имате и некои добри работи, ќе имате и погрешни работи, може прво да изгледа нели све тоа дека е многу погрешно, многу добро е кога има движење, затоа што ако има одредена динамика внатре во самата партија, тоа значи дека они евентуално на крај ќе излезат со некакво решение. Лошо ако нема ништо. Сега дали тоа ќе успеа да го направат следната година, дали тоа ќе успеа да го направат до следните избори, дали тоа ќе успеа да го направат после следните избори, тоа не можеме да го претпоставиме, но добро е да има одредена динамика. И сега колку ќе бидат успешни, тоа ќе може да го каже некој следен изборен циклус. Мислам дека следнава година нема да имаме избори. Моја претпоставка е тоа, барем сега не можам да тврдам, нели? Дека нема да имаме избори, што значи ќе имаат да речеме можеби не доволно време, но ќе имаат време да видиме дали и они да видат дали она што го планирале како внатрешно реструктурирање на партијата ќе биде успешно или нема да биде успешно. Имаме, професор, уште само 4 минути. Она кое што споменавте, добро е што нешто се случува, барем нешто се дискутира. До негде важи, ама на ниво на виц или на ниво на некаква забавна тема кога станува збор за Ахмети Дуи, особено неговата последна порака од брифингот со новинарите, каде што рече дека индиректно се закани, потенцирајќи дека негов проект било распаѓањето на Југославија. Тој имал проект 81-2001 година. Како и да е, како на ваквите пораки треба да гледаме. Факт е дека по тој брифинг се наполнија медиумите со овие негови пораки, бидејќи звучи некако ете така, не знам. Знаете како, ја колку више, сигурно 15 години имав еден се, мислам, 2010 година. Кога имате граѓански партии, граѓанските партии суштествуваат врз база на тие ветувања и нели доаѓаат на власт, исполнуваат дел ветувањата, потоа имаме нов циклус на ветувања, доаѓаат на власт, нешто исполнуваат, како е. Значи едноставно тоа е една спирала која што е на некој начин која што може да иде и во недоглед. Значи едноставно партијата може да функционира и 100, и 200, и 300 години. Го имаме тој пример да речеме на запад во оние постари демократи. Кога имате етнички партии, етничките партии се наменски партии. Значи тие се создаваат за решавање на едно прашање во случајов, нели, за унапредување на правата на одредена етничка група. Некогаш имате нели расни партии за расна. Имате партии, значи тоа се наменски партии. И сега, доколку успее да се решат тие проблеми со кои што се соочуваат не партиите, туку населението кој што тие партии го представуваат, потоа е нужна реформа. Значи, вие мора да се преориентирате од таа наменска партија кон граѓанска партија. Бидејќи вашата спирала не е бесконечна, него има крај. И сега, доколку не успеете да го направите, тоа едноставно ќе се заглавите во еден бесконечен луп, односно круг од кој што не може, значи магепсан круг. Дуи се обиде и почна пополека да на некој начин преку на зелена агенда ви текнува пред предходните локални избори, ако не беше. Да, сите нивни ребрандирања изгледа само како менување на боја или лого. Не, ама види, они се обидуваат, прашањето е, можеби немаат, може капацитетот на луѓето кои што беа таму не беше доволен за да може они да се преориентираат. Сега имаат нови луѓе, значи направи они доста промени направија дуи реално. Во себе зборувате како партија? Како партија, да. Значи, има сериозна реконструкција на кадрите кај нив, има многу нови кадри. Ќе видиме, можеби, они се нови генерации, да успеат да го направат тој ичекор. Тогаш ние веќе можеме да говориме за партија која што се трансформира и која што може понатаму да функционира. И на Дуи им беше јасно и на овие локални пред да започне кампањата, нели, се излезе со одредени, па би рекол повторно, некои етнички теми, но они сватија дека не може, веќе не поминуваат етнички теми. Без разлика од македонци, албанци, значи не поминуваат. Станува граѓаните се фокусирани на други работи и тоа го тргнаа на страна.
веќе во самата кампања не беше тоа нешто многу потенцирано. Така да и на нив им е јасно дека едноставно гласовите се освојуваат преку ветувања кои што ќе се базираат на благосостојба на граѓаните. Многу луѓе се иселуваат од Македонија, многу луѓе и се иселуваат од Македонија. Иако од оние податоци што ги добиваме изминативе година дена, намалено е тоа, за разлика од пред 4-5 години и така натаму. Значи, после на пауза од корона, после имаше масовна евакуација. Евакуација, не беше тоа иселување, масовно. Значи, не се иселуваат само албанци или само македонци, се иселуваат сите. Така да, едноставно, сите политички партии треба да се фокусираат на таа благосостојба. Затоа што после нема, не за друго, нема да остане кој да ги гласа. И затоа се потребни тие реформи, ќе видиме, значи, кај Дуи ќе видиме, направија сериозни промени, во кадри, има многу нови, има многу млади кадри и ќе видиме дали они ќе успеат да го спроведат тоа, не тоа ребрендирање, туку тоа е едноставно трансформација на политичката партија од, нели, етничка кон граѓанска. Тоа не се прави за еден ден, но веќе, знаете, кога ќе почне таа трансформација, веќе тоа може да се осети, каде што веќе нема само тие етнички прашања да бидат први и последни на листата на ветување, него едноставно веќе ќе има и други работи кои што сакаат да ги слушнат граѓаните. Да, прилично сте оптимистиста, конструктивен на тема Дуи. Со 90% од работиве не се служувам, ама не сум тука за да кажам дали се служувам или не. Види, Дуи е во многу подобра позиција од СДСМ. Апсолутно, тоа е де факто, но во однос на реформирањето внатрешно мислам дека остануваат на онаа закоравана националистичка реторика, форсирајќи некакви... Ама не, види, на нив им е јасно дека не поменува тоа. На нив им е јасно. Затоа велам дека моја претпоставка е дека ваква сериозна промена имаше токму за да се подмлади малку раководството на партијата со луѓе кои што ќе можат да го направат тоа кое што едноставно не беше доволно успешно, така да го наречем, изминатите 5 години, че Дуи не се труди од завчер или од вчера да направи тоа. Че веќе од последниве 5 години има сериозни обиди за да започне таа начело со раководството во рацете на Али Ахмети, тоа оди тешко. Како и да е, професоре, ви благодарам за анализата вечерва. Не е дека се работи кои не сме ги дискутирали или не сме ги слушале, но убаво е кога во некој еден час уште еднаш ќе видиме до каде сме, што сме и што се нашите приоритети. Срекни празници ви посакувам. Се надавам дека ќе се видиме за убави политички анализи следната година. Благодарам и срекни празници на вас и на гледачите. Почитувани, ви благодарам што не следевте. Уживајте и вечерва со Алфа, уживајте и утре во За или Против. Со мене во овој формат се гледаме следната година. Убава вечер и пријатно.